дадат резултат, конечно политичката криза во Македонија да се разреши, но стојуваме на разговорите и преговорите. Договоривме на 26 во клубот на пратениците да продолжат тие разговори. Овде ги информираме политичарите од албанските две политички партии кои што се присутни на самите преговори, како би дале уште еден исчекор во делот на разговорите кои што веќе започна. Дали имаш некаква равноправност за тоа што премиерот Груевски беше придружуван од 5 милиони соработници, а вие бевте од 11? Па, колку што јас знам, не беше 5 милиони соработници, беа околу 13 Груевски. На равноправноста секако Европската унија испочитува во делот на моментите каде што се разговараше. Најчесто разговорите беа јас и Груевски заедно со европските представници, односно комисарот Хан и неговите од кабинетот и европратениците кои што сите заедно покажуваат голема енергија, покажуваат големо пријателство во нашата земја, согласно европските вредности го прават тој процес да биде успешен, а секако и внимателен. Во делот на разговорите каде што бевме тимски представени, бевме 3+3. Уште има само прашање, се добарала тајност на преговорите и дискреција. Зашто толку голема тајност во процесот на самата планира граѓаните да бидат запознаени со содржината на овие преговори? Која бара тајност? Не се работи за тајност, се работи за давање на шанса на преговарачкиот процес. Самите преговори не се детално почнати. Ако имаме детали на разговори, не знам, превод на влада, избирачки список или одредени други барања на опозицијата, друго што е на маса извадено, тогаш би требало Европската унија да соопштува на јавност и тоа да оди преку неизвестни соопштувањето. Ние како спротивставени страни може да даваме различни информации кои што нема да бидат во функција на успешни преговори, заради тоа што се уште немаме навлезено во преговори. Оставаме заради тоа не се соопштува ништо детално и нема детали. Де факто, може да кажем, ние разговаравме и заклучивме дека треба да продолжиме да разговараме. Сите детали внатре се ставени на хартија секако и се поидобна основа на тие разговори, но да оставиме Европската унија да бидат тие што ги информираат и нашите граѓани и меѓународната заедница, за да, како што реков, дадеме шанса на преговарачки процес. Добивте ли впечаток вие дека беше искрена дискусијата? Европската унија поискрена здрави, прави пријателски напори према Македонија, но не би дал коментари за спротивставената страна, заради тоа што таа е моја спротивставена страна, односно на сите овие луѓе кои што јас ги застапувам. Не би дал коментари од проста причина што ако дам коментари, граѓаните знаат дека не би се сложил со нивниот настап, оти ако се сложуваме со нивниот настап, тогаш и лесно би се договорили. Така да секако треба да имаме трпение, ова е важно за сите нас, само по пат на трпение ќе дојдеме до конечните решенија кои што се во полза на Македонија.